Реотворање на истрагата или одговорност за запирање на постапката во случајот Мазут може да има само по жалба на оштетената страна, односно ако се утврди злоупотреби во истрагата на обвинителството, вели професорот по кривично право Гордан Калајџиев. Ваквите одлуки за сериозни случаи не се носат преку ноќ, истите се реферираат пред колегиум и практично се донесуваат колективни одлуки, дополни Калајџиев. Начин е можноста оштетениот да покрене, да даде приговор или жалба и повисокиот обвинител да одлучи евентуално да се доврши истрагата. Што е исто спорно во случај кога што истрагата доволно трае. Советот на обвинители не е дисциплински орган. Дисциплинската одговорност кај обвинителството е различна од судската и се одвива внатре со дисциплински комисии и одговорности во самото обвинителство. А тоа е во случај ако се утврди дека има злоупотреби. А ние сме тука далеко, тоа веќе утврдено да има злоупотреби. Приказките што се во јавноста гледате дека се со многу малку информации одат во крајности од нула штета до милионски суми. Тука очигледно се јавноста, се расти политичарите, се наддаваат со износи. Од ВМРО ДПМН и денеска со барање за оставка на шефот на ОЈО Ислам Абази. Пратеникот Антонио Милошовски тврди дека истрагата за овој предмет се води селективно. Наместо да бидат анализирани официјални извештаи, биле земани изјави од како што вели непрофесионални лица. Државниот завод за ревизија во 2024 година утврдил дека при оваа милионска набавка се испорачувал мазут од различен добавувач од оној кој што бил утврден во договорот на СМ, ТЕЦ Неготино и добавувачот. И второ, стручни лица од СМ утврдиле дека мазутот бил со голем број на нечистотии кои што предизвикувале дефекти во мазутната станица на ТЕЦ Неготино. И покрај ваквата утврдена лоша состојба и квалитет на мазутот, сепак ТЕЦ Неготино склучил анекс за да може овој скап договор да ја достигне сумата од 167 милиони евра. СМ најави приговор до Вишето јавно обвинителство, откако обвинителката Катарина Коларевик ја прекине истрагата за предметот Мазут. Првиот човек на ОЈО пак Ислам Абази ги отфрли обвинувањата на ВМРО ДПМН за влијание за запирање на постапката за предметот. Абази изјави дека во своето работење нема вршено притисоци врз колегите. Обвинителот Савески пак не најави никакви дополнителни проверки во оваа фаза. Во истрагата за набавка на мазут која траеше една година, ОЈО не утврдил дека осомничените ги сториле кривичните дела за кои се гонеа. Станува збор за истрага што беше отворена против 13 лица, меѓу кои сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, газдите на компанијата РКЕ, Ерџан Сулковски и Радко Капушевски. Во истрагата офатен беше и поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски.